Следното прашање, исто Теодора, и вели дали сите емулгатори се штетни и кои да се користат. Не се штетни сите емулгатори, затоа што на крај на денот и во нашето тело постои емулзија, така кога храната доаѓа во желудникот, пред да влезе во тенкото црево, се случува емулзија, кај што мастите се спојуваат со останатите хранливи материи. И генерално емулгаторите во исхраната кои што ги гледаме ја имаат истата задача. Они се као некаде им подаваат рака и на мастите и на течностите. И да речеме еден таков емулгатор имаш во жолчката од јајцето. И често кога правиме дома мајонез, така жолчката ќе помогне за да се спојат сончогледовото масло и лимонот. Затоа што и тие се дел од рецептот на мајонез. Така да не самите по себе емулгатори се штетни, туку типовите на емулгатори знаат да се штетни. Жолчката од леситинот од жолчката, имаш соја леситин кој што исто така често ќе го гледаш на етикети и за сега нема никакви научни истражувања кои што кажуваат на тоа дека се штетни. Ќе ти кажам конкретно кои бројки да ги гледаш, затоа што секогаш кога гледаш на етикета, кај емулгаторот има буква и бројка. И тоа е класификација на сите емулгатори, ќе ти ги кажам точните бројки кај што постојат научни студии кои што зборуваат дека не се во ред и прават проблем со дигестивно здравје. Но повторно тоа е само истражувања правени на глувци кои што даваат индикации и веројатност дека истото ќе се случува и на луѓе, но сепак за да бидеме 100% сигурни, треба да постојат и такви научни истражувања кои што јас не ги сретнав. Сега ќе ги кажам кои се проблематични. 466 и 433. Тие ти се два најпроблематични емулгатори и 407, тоа е карагенан, ова што го зборував пред малку, и 407А. Тие се четирите емулгатори, односно бројки кои што дефинитивно имаат црвено знаменце во ЕФСА. Така да гледај да ги избегнуваш продуктите во кои што ќе ги видиш тие бројки на емулгатори.